Тежината на загадката е од прилика 1500, според некој велемајстор. Ситуацијата во која се наоѓаме, ние сме бели и ние сме наред. Имаме кралица, противникот исто има кралица, имаме топ кој е прилично неактивен, имаме ловец, тој има топ и ловец, на другата страна има топ, ние имаме некој си коњче. Делува како во материјал да е посилен противникот, но ние имаме една многу активна кралица тука. Имаме одредени опции да изиграме со коњот, да дајме шах. Исто така имаме ловец кој бие директно кон кралот. Доколку изиграме само шах, на кралот најверојатно ќе ни земи со пионче и не постигнуваме многу. Топот не можеме да го мрниме, кралицата не може нешто посебно да изигра без да биде директно земена и единствена фигура што останува е овој ловец овде. Тој ловец може да го да изиграме дупли напад на кралицата, но ќе може да не го земи директно топот или ловецот, пошто ништо од тоа не е брането. Тука би бил само жртва на кралицата, овде прави напад кон топот, но едноставно е пребавно, тој може да се брани, може да нададе шах, може да активира кралицата и така натаму. Единствена интересна опција што останува е овој напад со ловец врз ова пионче. После земањето на ловецот можеме да го земеме топот, но ќе биде обична размена, бидејќи со црната кралица ќе ни го земи нашиот топ. Друга опција што може да направиме е да ја тргнеме кралицата негде настрана, така ќе ни го земи топот. Можеме да му ја земеме ние неговата кралица, затоа што тој ќе може исто така да земи нашата кралица, па ќе земеме топ. Има доста варијации, но најдобрата од нив е да се даде шах, каде што ја носиме кралицата на безбедно и сега можеме слободно да ја земеме неговата кралица.